Документацијата за добиениот тендер на германската компанија Dermalog, која ќе ги обезбеди апаратите за фингерпринт за локалните избори, ќе оди на задолжителна контрола. Законски секоја одобрена сума над 500.000 евра подлежи на контрола за потеклото на парите, па од тука и добиениот тендер во следните 10 дена електронски ќе биде проверуван. Високи извори од Дикс Алфа брифира дека германски Dermalog доставил најголем број на позитивни референции кои му донели поени во процесот на изборот. Фирмата Dermalog е компанија со најголем углед на европско тло во областта на ваквите апарати, а половина од нејзиното сопствеништво е во рацете на државата Германија. Во изборот на компании кои треба да ги обезбедат овие апарати за престојните избори, учествувале уште 3 компании. Останатите 2 се македонски и една мултинационална. Според истите извори, фирмата Doyen Data со седиште во Скопје не ја доставила банкарската гаранција која ја побарала Комисијата за јавни набавки во ДИК. Според истите извори, другата фирма, Infinity, пак не го понудила потребниот степен на безбедност за податоците на граѓаните. Третата компанија која е мултинационална, Smartmatic International Holding, учествува во неколку избори со своји апарати. Едни од нив се изборите во Венецуела во 2004 година, кога тогашниот диктатор Чавес освои власт со 100% од гласовите. Според нашите извори во ДИК, компанијата доставила позитивни референции за спроведени избори во Албанија и Ерменија. По информациите кои беа споделени во јавноста дека Dermalog учествувала на спорни избори во Авганистан во 2019, нашите извори во ДИК велат дека информациите не се точни, бидејќи референцата за тие избори кои ја добиле е позитивна. По процесот на контрола следува и жалбениот период. Во тој период се очекува да стигнат жалбите на компаниите кои учествувале, но не го добија тендерот. Доколку на адреса на Државната изборна комисија стигнат жалби за изборот на компанијата, ќе се пролонгира целиот период за спроведување на набавката на фингерпринт апаратите, за што се предвидени 60 дена. Првиот човек на Државната изборна комисија Александар Даштовски веќе изјави дека доколку се случи ваквото сценарио, ќе нема време за почнување на нова постапка за изборна компанија. Се поставува дилемата дали жалбениот период всушност го доведува во прашање и користењето на фингерпринт апаратите, кој беше главен услов на опозицијата за одржување на локалните избори и влезе во закон.